Здраво, ученици! Вие сте во училница на час по математика. Јас сум наставничка Билјана Васич. Денес ќе зборуваме за времето, поточно ќе се запознаеме со мерките за време и нивната важност и неопходност во нашиот секојдневен живот. Животот во Вселената, на нашата планета Земја, во нашиот град и во нашето семејство се одвива во простор и време. Еве го Сонцето и нашата прекрасна сина планета Земја. Овие звезди, планети и други небесни тела, сите се движат во овој бескраен простор. При ова движење и постоење има уште еден фактор кој е значаен за целата Вселена, особено за нас кои живееме на Земјата. Тоа е времето. На овој час, во центарот на нашето внимание ќе биде времето. Ќе се обидеме од бескрајната Вселена да го лоцираме нашето место на постоење во просторот и во времето. Во просторот ние сме на планетата Земја, во Европа, во Македонија, во градот Скопје, а во времето не сме ниту лани, ниту до година, туку годинава. Погледнете ја временската линија над која е прикажан животот на едно детенце, а тоа може да сте вие. Ако одиме лево, во минатото сте биле бебе, па сте пораснале малку. Лани сте биле ученик, но помал. Сега, во моментот, држите таблет и слушате час по математика. До година ќе бидете поголеми. Важно е дека во времето имаме минато, сегашност и иднина. Сите три се важни за човекот. Во минатото се спомените. Сегашноста ја живее, а се стреми да ја испланира својата иднина. Како да го разбереме времето? Ајде уште попрецизно да го лоцираме нашето место на временската линија. За тоа ни се потребни и други временски мерки. Одиме на уште една временска лента, која што по-конкретно ќе ни го лоцира времето. Вчера бев во супермаркет. Денес сум на посета кај баба ми. Утре ќе спортувам во градскиот парк. На временската линија гледаме. Вчерашниот ден, вчера е минато и има конкретно име – четврток. Денешниот ден е сегашност и се вика петок. По него доаѓа сабота, таа е утре и тоа е иднината. Тоа што било вчера поминало. Денес го живееме моментот, а утре ќе живееме нешто друго. Сега ќе ви прочитам еден диалог помеѓу две другарчиња, Милан и Нина, кои зборуваат за времето. Подгответе ги вашите тетрадки и моливи. Тие ќе зборуваат за настани. Вие треба да ги запишете времињата потребни за да се случи секој настан. Милан, Нина и времето. Нина и Милан се другари. Тие по училишните активности другаруваат. Нина, каде ќе одиш денес по часовите? Ја праша Милан својата другарка. Јас тренирам атлетика. Денес ќе одам на стадион и ќе трчам на 50 метри, одговори Нина. За колку време истрчуваш 50 метри? Моето време е 14 секунди. Браво, Нина, а твоите другарки за колку време истрчуваат 50 метри? Уф, има и побрзи од мене. Со 12 секунди би била најдобра. Ти, Милан, што ќе правиш по часовите? Во 17 часот ќе одам на кино и ќе гледам филм. Колку време ќе трае филмот? Праша Нина. Филмот ќе трае 1 час и 15 минути, одговори Милан. Сакаш ли утре да се дружиме? Предложи Милан. Ајде да возиме ролери. Што мислиш ли, Нина? Колку време ќе ни треба за тоа? Се мислеше Милан. Тие сакаа да го определат времетраењето на нивното утрешно дружење. Зошто е важно ова? Треба да одредат каде ќе се дружат, но треба да одредат и колку време ќе трае нивното дружење. Сега да провериме што запишавте. Нина трча 50 метри за 14 секунди. Најдобар резултат 12 секунди. Филмот почнува во 17 часот.
Време траење на филмот 1 час и 15 минути. Овде гледаме различни единици мерки за време. Гледаме дека и вие веќе сте препознале дека времето се мери во различни единици. Минути, секунди, часови. Сега подобро ќе се запознаеме со сите мерки за мерење на времето. На екранот гледате како земјата во сина боја се врти околу сонцето во жолта боја. Кога земјата ќе сврти еден круг околу сонцето, тоа го прави за време од 1 година. Но ако погледнете повнимателно, таа се врти и самата околу себе. За тоа свртување од 1 година, таа ќе се сврти околу својата замислена оска уште 365 пати. Уште старите народи ја одредиле годината како време за кое земјата свртува еден круг околу сонцето. Додека патува околу сонцето, земјата се врти и околу својата оска. За целото тоа едно вртење на земјата околу сонцето, еден круг, таа ќе сврти 365 пати околу својата оска. Едно такво свртување временски представува еден ден, едно деноноќие. 1 година, 365 пати. На оваа анимација ја гледаме ротацијата на земјата околу својата оска. Секогаш едната страна е свртена кон сонцето и таму е ден, а на другата страна е ноќ. Денот, деноноќието, го делиме на 24 часа. Еден ден, деноноќие има 24 часа. Од практични причини и примери од секојдневниот живот се јавува потреба од помали единици, па така денот, деноноќието, го делиме на 24 еднакви делови. Часови, значи еден ден има 24 часа, а еден час има 60 минути. Да се подсетиме на деновите во седмицата. Седмицата почнува во понеделник, а завршува во недела. Една седмица и тоа се 7 дена. Од практичниот живот се произлезени и други единици за време. Еден месец, 4 седмици. И 12 месеци се именувани. Почнуваат со јануари, февруари, се до декември. 1 година има 52 седмици, 12 месеци. Човекот е свесно суштество и тој секогаш го планира времето што доаѓа, односно ја планира својата иднина. Затоа е потребно да умее да предвиди за кој настан колку време ќе му треба. Еве некои примери за тоа колку време е потребно за некои активности. Од дома до училиштето пристигнувам за половина час. Еден училишен час е 40 минути. Училишниот одмор трае 15 минути. Во науката, како основна единица мерка за мерење на времето, е секундата. Што можам да направам за одредено време? Можам да ја испеам роденденската песна за 1 минута. За 10 секунди испивам вода. За 5 минути можам да ги измијам забите. Зошто ми се важни овие податоци? Луѓето времето го организираат и во поголеми мерни единици, каде што секој ден од годината има свое место. Тоа се прави на тој начин каде што се групираат деновите во седмици, седмиците во месеци и месеците во година. Сите заедно прават годишен календар на деновите, седмиците и месеците. Еве ова е календар. Секоја година има различен календар. Ова е календар за оваа година и има своја намена. Ова е календар со неработни денови за 2020 година. Еве јас ќе се обидам да го најдам датумот кога сум го правела ова видео. Значи, ова видео го направив на 25 април. 25 април е четвртиот месец во годината. Ден сабота. Ајде да видиме кога е родена Ирина. Ирина е родена на 21 јули. Во кој ден се паѓа роденденот на Ирина? Роденденот на Ирина се паѓа во вторник.
Јули, 7-миот месец во годината. Да се обидеме да го најдеме и обидете се да ги најдете вашиот роден ден и да си запишете на кој датум и месец во кој ден од седмицата е роден ден. Добро е за користењето на календарот да ги консултирате и вашите родители. Ако планирате патување, ќе треба да користите календар. Што научивте? Ајде да се самооцените. Која единица ќе ја користите зависи од време траењето на настанот. На прашањата од 1 до 10 за секој настан треба да определите соодветна мерна единица, со која ќе го изберите времето. Додека јас ги читам прашањата, ќе имате време да ја запишете само единицата мерка, во која ќе го искажете времето. По ова ќе ви се прикажат точните одговори и скала според која ќе се самооцените. Ајде да почнеме. Прашање број 1. Која единица мерка би ја користеле за да мериме трчање на 50 метри? Прашање број 2. Која единица мерка ќе ја користиме ако изодиме пеш од плоштад Македонија до железничката станица? Број 3. Колку време ни е потребно да патуваме од Скопје до Охрид? Прашање број 4. Со која мерна единица ќе искажеме време траење на едно наше летување? Прашање број 5. По која мерна единица ќе го искажеме времето за кое топката, фрлена од кошаркар, лета во кошот? Број 6. Колку време од денот поминуваш во училиште? Број 7. Колку време трае пролетта? Прашање број 8. Колку треба да е старо детето за да тргне на училиште во прво оделение? Број 9. Колку време ќе ни треба да испиеме чаша овошен сок? Број 10. Колку време трае еден цртан филм? Избројте ги вашите точни одговори. На прашањето број 1 точен одговор е секунда. На прашањето број 2 минута. Број 3 часови, минути. Број 4 ден, седмица. На прашањето број 5 точен одговор е секунди. Број 6 часови. Број 7 месеци. Број 8 години. На прашањето број 9 секунди, број 10 минути. Ако точно си ги одговорил на 8, 9 или 10 прашања, твојата оценка е одлична. Ако точно си одговорил на 6, 7 прашања, твојата оценка е многу добар. Ако си одговорил на 5 прашања, твоето знаење е доволно. Ако имаш помалку од 5 точни одговори, гледај го видеото и побарај помош од твојот родител. Се надевам дека ова видео ви помогна да ги проширите своите знаења и ќе ви помогне во планирање на времето во секојдневниот живот. Ви благодарам на вниманието.